Почетокот на градба на новата фабрика на американската компанија Lear и Normac Investment Group во технолошко-индустриската развојна зона во Тетово денес беше означен на свеченост на која присуствуваа и повеќемина представници од политичкиот врв. Станува збор за нов втор инвестициски циклус од 15 милиони евра. Во постојниот погон веќе се произведуваат навлаки за седишта и сродни производи за автомобили за извоз. Денеска во време на глобалната рецесија, кога повеќето од бизнесите главен приоритет е како да се преброди настанатата криза, ние со заеднички напори и поддршка на релевантните институции преземаме храбри чекори за развој и инвестиции, нешто кое директно ќе допринесе за облажување на ефектите од кризата во насока на зачувување на постоечките, како и за креирање на нови работни места. Од своето формирање до денес, во ТИР Тетово вкупно се инвестирани над 40 милиони евра, но она што е важно да се напомене е тоа што тој континуитет се задржа и во време на пандемијата. Инвестицијата на новиот втор циклус изнесува 15 милиони евра, а производниот погон се гради на површина од 8000 метри квадратни. Плановите на инвеститорот се до ноември 2021 година и оваа втора фаза да биде завршена. Со оваа инвестиција се отвараат нови од 1000 до 1500 работни места. И со тоа се заокружува покриен простор од околу 20.000 метри квадратни. Тетовската градоначалничка Теута Рифи во своето обраќање најави изградба на обиколница и обезбедување образование за новите кадри. Веќе е започнато со проектирање на клучката за патот, значи обиколниот пат околу Тетово, што е една можност уште поголема за оваа слободна економска зона, но исто така и за можностите на општина Тетово и на граѓаните на општина Тетово да можат што помалку нормално возила да имаат во централното градско подрачје. И да заклучам со уште еден наш ангажман за зголемување на капацитетите на средното текстилно училиште во однос на повеќе ученици, повеќе професионален кадар. Министерот за економија Крешник Бектеши истакна дека ќе се зголеми поддршката на сите компании кои ќе инвестираат во помалку развиените зони. Дополнително на тоа ќе се зголеми поддршката за сите наши сограѓани кои живеат и престојуваат моментално надвор од државата и работат секако таму и кои ќе одлучаат да инвестираат во нашата држава. До овој момент тоа било 10%, сега со новото законско решение дополнително ќе ја зголемиме таа поддршка до 20%. Свој обраќање пред присутните за важноста на оваа инвестиција има и амбасадорот на Кралството Норвешка, директорот на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони и председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија.